Јеве сме на Шара, едно од најголемите богатства на Македонија, но за жал планина која што не е посетена колку што заслужува. Недоволен број на луѓе уживаат во овие прекрасни природни убавини и затоа денеска ќе се обидеме да ве мотивираме со една лавова прошетка до Јелачки Црн брв, да почнете да истражувате Шара што почне. Како што може да видите, на големиот паркинг од кој што тргнуваат најголемиот дел од патеките за овој дел на Шара, има само 3 коли, што значи дека во еден неработен ден, кога времето е идеално, премногу мал број на луѓе се одлучуваат да шетаат по Шарпланина. Одговорот на прашањето зошто толку ретко ја посетуваме Шарпланина, колку и да сакаме да биде едноставен, веројатно е прилично покомплексен од оно што прво ќе ни падне на памет. Веројатно првата работа е затоа што не сме толку спортска нација колку што сметаме за себе дека сме. Ова посебно се однесува и за постарите генерации кои што нели после одење во пензија сметаат дека одењето на пазар е најголемиот напор што ќе може да си го дозволат, а не е воопшто така. Некој ќе рече дека инфраструктурата е проблемот и тука има доста вистина, но единствената инфраструктура што ви треба е природата, така што на крајот на денот и тоа не е некој изговор. Токму затоа ние денеска се решивме за една кратка, лесна тура која што веруваме дека ќе ги инспирира сите оние што сакаат за прв пат да почнат да ја истражуваат Шара, да почнат со една тура која што малку ќе ги охрабри, ќе им ги отвори хоризонтите, ќе се соочат со сите убавини на Шара и ќе ги привлече да стануваат се поамбициозни секој викенд и да искачат што повеќе врвови и да посетат што повеќе од убавините на Шара. Така што денеска се движиме кон Јелачки Црн брв, тура која што има околу 6 км, 5 до 6 км во правец. Надморската висина која што искачувате е околу 500 метра, така што релативно лесна тура, освен овој почеток кој што малку не задиша, но понатаму турата прилично станува полесна, порамна и ќе ви овозможи, без разлика на вашата физичка спрема, да посетите прекрасни места кои што наскоро ќе ги видите во нашето видео. Добро, само што се пожаливме на тоа дека слаба се посетени планините. Наидовме на уште еден пар планинари. Добро е. Мафни на камерата. Мафни еднашка на камерата. Така, тата, браво. Дајеш аплод за мајка ти што те носи? Браво, тата. Инаку патеката кон Јелачки Црн брв е долга околу 5 до 6 км, со тоа што по пат застанувате кај планинарскиот дом Јелак и на уште едно место наречено Видиковац. Последниот километар е малку стрмен и експониран повеќе, така што ќе видиме дали ќе отидеме со одскода таму, ќе провериме дали воопшто условите го дозволуваат тоа и дали е безбедно, но во секој случај ова е една патека по која што освен првиот дел кој што е малку стрмен, ви овозможува да уживате во една фантастична природа од сите страни. Се отвараат одлични погледи на Копилица, на Конплат, на еден куп места кои што ако се заразите со оваа тура како почетна, многу брзо ќе посакате да идете да ги посетите и нив.
Инаку неголемиот дел од патот се движи по ваков колски пат, широк, нема никакви пречки, нема никаков стрмен дел или дел кој што е тежок технички за поминување, така што без разлика каква ви е кондицијата или способноста за напланина, ова ви е лагодна патека за одење. Е сега на тема планинарски домови, која што веќе ја начнавме, ова позади нас е прекрасниот планинарски дом Јелак. Нов, убав, на прекрасна локација, меѓутоа не е отворен и тоа ни покажува дека во принцип навистина треба доста луѓе да циркулираат тука за да може еден дом да опстои, да работи непречено. Така што во принцип нели тоа е некаква симбиоза и мора двете работи да се погодат и да има убави и многу планинарски домови на достапни места, но и многу луѓе кои што ќе ги посетуваат за да може тој планински туризам да функционира безпрекорно. Еден таков добар пример кој што често го гледаме, речиси секој лето, бевме пред 2 недели на Пирин планина, каде што навистина многу планинарски домови на секој 5-6 км, сите функционираат безпрекорно, многу луѓе на секаде и тоа веројатно и придонесува да има толкова циркулација на луѓе таму, да има она баш од најстари до најмлади, до деца во ранец, кучиња во ранец, буквално со мали деца на прекрасни тури од по 5-6 км како што е оваја, така што дефинитивно тоа е нешто на што треба да работиме и не треба да биде оправдување дека не е лесно и се нема средства за правење, затоа што кога станува збор за приватен профит за мали хидроцентрали или за рудници, тогаш сите комплетно знаат од политичкиот естаблишмент да се загнати да го спроведат тоа. Кога треба нешто за природа, за екологија, за уживање на поголем број на луѓе, тогаш малце се правиме слепи глуви. Така што треба многу повеќе притисок таму и оваа прилика веројатно и поздрав до сите што во моментов се и на Дошница ја бранат од малите хидроцентрали, љубојно сечата на дрво и слично, да си ја чуваме природата, да ја посетуваме, затоа што тоа е најдобриот начин да бидеме здрави и физички, но и ментално и да не дремеме во коментарите на социјалните мрежи, да се разгневуваме секојдневно. Многу длабок денешниот подкаст. Ке дадеш аплауз на татката. Ке дадеш еден аплауз? Аплауз. Добро, тато. Фатените се рацете, ама се рачуна. Добро. Сега малку после планинарскиот дом Јелак, значи неполни 500 метра, имате едно место кај што може да си одморите и од тука право се отвара еден убав прекрасен видиковец кој што сега ќе го видиме, а од тука во лево се движите кон Јелачки црн врв, така што може да си направите паузичка или на клупите, или кај планинарскиот дом Јелак, или на овој прекрасен видиковец каде што ќе ви се отворат прекрасни погледи, ако не е пресилно сонцето, можете токму тука да си го направите одморот. После видиковецот се спуштате малку надоле и преку една мала рекичка влегувате во една убава шумичка во која што веднаш се осеќа поголема свежина, многу е помокро сето тука од тие води што се сливаат овдека, мириса прекрасно и ова патче полека во десно ќе сврти и ќе ве носи кон Јелачки црн врв, значи некаде би требало да имате уште околу 2 км, 2,5 км до самиот врв. Некој си може би час, час и половина со некое споро темпо.
сега, бидејќи сме преку 2,5 сата во турава, а најголема грижа ни е што Олег предолго е во ранец, што не е баш идеално за неговите колкови, решивме да се вратиме некаде на пола пат од Шумичката и да кажеме дека во еден правец ни е доста за денеска, тоа што нема да стигнеме до врвот не разочарува и не прави тажни, затоа што видовме еден куп прекрасни гледки, многу убави видици. Сега ќе направиме едно пикникче кај видиковецот и од тука се враќаме назад, затоа што не чекаат уште некои си 2 сата пат за враќање, кој што во добар дел е мала узгорница. Така што, иако ние не стигнавме, покануваме и повикуваме сите да ја направите оваа тура, да стигнете до врвот, да ни пратите некоја слика, да не поздравите од таму и се почесто и почесто сите заедно да ја посетуваме Шара. Таму можете да одите на Плат или Горна Лешница. Горна Лешница. Да. Тоа е Да. прекрасно. Да. Сега интересна ситуација, видов се дека се сретнавме со еден пар, постари господин и господја, излезе дека се од Словенија и баш и со нив го дискутиравме истиот момент зашто на планинава има толку малку луѓе. Сега за наша утеха, они кажаа дека во Словенија се толку прептоварени планините, посебно популарните правци на патеки на Триглав и уште неколку места, што словенците веќе почнале да одат на многу поалтернативни патеки, многу помалку познати, затоа што има туристи од Чешка, Полска, Австрија, од секаде. Така што, ајде ако е за утеха и не мора толку многу популарна да станува Шара, ама барем кога ќе одиме вака со дете, да има уште некој за, не дај Боже, на патекава, добро би ни дошло. Што се смееш? Што се здебели на мајка ти е тешко? Туку што се жали Моника дека од последното носење на Олег, долго време не сме били у планина, дека осетно е поголема килажата. Иначе поздрав нели до сите што искоментира, шубаво ти режирај си и снимај си ја жена ти дека го носи детето. Таков е договорот, јас стигам у текот на неделата и да истрчавам, да се качам до водно и така натаму, а она е таа што прка малце поише кондиција после пороѓајот, нели, така што ја и правам услуга, не она на мене. А Олег задоволно се смее. Сме конечно некаде на крајот на нашата денешна прошетка, точно на време Олег си заспа, се надеваме дека ќе продолжи да спие во кола сега. Ние поминавме прекрасно, иако не го качивме врвот, видовме навистина многу убава природа, дишавме многу чист воздух, запознавме нови пријатели и тоа е се што ти треба кога ќе одиш во природа. Затоа едно големо охрабрување до сите, што почесто во природа, што помалку пред телефоните и Јелачки црн врв за почеток, а понатаму верувајте ќе ви се отворат многу нови перспективи на Шара и ќе сватите какво богатство има во државата, а не го користиме доволно. Сега за сега поздрав од нас, се надеваме дека како времето попушта ќе има се поише шанси да идеме уште на некоја тура на Шара, посебно кога ќе зажолтат лисијата, може да одиме на една од најубавите тури во Македонија, сигурно и на Балканот, кај Кралицата Лешница. Следете не за нови тури, коментирајте, пишувајте, давајте предлози кај да шетаме, приклучете ни се на нашите прошетки и се гледаме наскоро. Поздрав!